Јас лично за сега не сум посведочил овакво енормно оштетување на неолитски локалитет, особено во Кодолен. Концесионерот беше упатен да запре со наведените активности на овој дел од опфатот, а веднаш беше информирана и инспекцијската служба при управата за заштита на културно наследство во Скопје. Уште минатата година, од страна на нашите стручни лица беше доставено мислење со кое концесионерот беше информиран како треба да постапи. Тоа значеше дека на наведената локација треба да се извршат заштитни археолошки истражувања и просторот да биде комплетно истражен, пошто од добиените резултати ќе биде дефинирано дали тој простор ќе може да биде предмет на понатамошна експлоатација или пак ќе биде наложено истиот да биде иземен од барањето на концесионерот. Ископ на Јаглен, оштетен е неговиот источен и северен дел, односно перифериите на локалитетот. Среќа само тој дел, иако јадрото се уште сочувано, меѓутоа се плашиме дека со постепена работа и еродирање на тој граничен простор, дека локалитетот трајно ќе се оштети континуирано во текот на идните години. Влахва навистина е уникатен локалитет, како во македонски, така и во европски рамки, и заслужува достојно внимание, истражување и секако заштита. И она што му се случува сега, тоа е неговото оштетување, навистина неетично и е многу штетно, како и за самиот локалитет, така и за науката. Го прави дефинитивно најстар неолитски локалитет во Македонија и еден од трите најстари локалитети од неолитот на Балканот, воедно и во Европа, бидејќи најраниот неолит во Европа почнува токму во овој простор. Така да, дефинитивно, тоа се оние хронолошки карактеристики на локалитетот, а што се однесува до културните, исто се фасцинантни, бидејќи станува збор за развиена насаба уште од самиот почеток, која има одлична просторна организација со повеќе градби и меѓу другото она што нас многу не знади, со десетина ровови кои до сега не сме ги виделе во толкав број, сме виделе по 2-3 рова. И мислам дека ќе биде неблагодарно да се продолжи со негово оштетување или пак да не се направи ништо во рамки на негова заштита, затоа е неопходно сите институции придонесат во запирање на овој процес на уништување на локалитетот и во секако негова заштита.